Од 8 до 10 килограми по пчелно семејство се движат приносите на мед во 2016 година. Временските услови не дозволија годината да биде солидна во однос на приносите и ја ставаат во редот на просечни години во однос на приносите и пчеларството. Воглавно во областа на Обозна, каде што има шумски мед, пчеларите имаат сосема просечен принос. За разлика од 2015 година, шумскиот мед оваа година е со намален принос. Проблем во студениот период е здравствената состојба на пчелите и појавата на болеста ноземоза, која што е кобна за пчелните семејства. Бидејќи имаше некој мал принос од шумски мед, кој во текот на зимото представува проблем за здравствената состојба. Долг период во кој пчелите не можеа да направат прочистителен лет. Појавува се болеста ноземоза, која е кобна за одредени пчелни семејства. Ја има ли многу? Па веќе, мислам, првиот прочистителен лет кој се случи минатата недела, краток сончев период, даде знаци дека веќе постоje болеста. И овој продолжителен ладен период сигурно ќе има последици. Долгиот период на ладно предизвика и глодари, односно куни, глувци, ставовци кои направија физички оштетување на пчелните сандуци и со тоа е нарушен мирот на пчелните семејства и има загуба и по тај основ. Овој период, иако се карактеризира со ниски температури, сепак активноста на пчеларот со посета на пчеларникот и следење на здравствената состојба на пчелите е задолжителна, советуваат искусните пчелари и додаваат дека последиците и загубата на пчелните семејства од делувањето на болеста ноземоза ќе се знае после првото затоплување, откако пчеларите ќе го направат првиот визуелен преглед на пчелните семејства. Инаку, пчеларите велат дека доправа ќе се калкулираат загубите на пчелните семејства кои би се движеле околу 30 или 40% во зависност од совеста на пчеларот и од тоа колку е постигнал во зазимувањето на пчелите. Голема улога имаат и приходите од субвенции кои што пак представуваат некоја сигурност на пчеларите. Искусните пчелари додаваат дека нелојалната конкуренција ја има и понатаму и дека медот во трговските маркети е со сомнителен квалитет. Затоа советуваат секогаш медот да се купува од познат пчелар и апелираат во текот на зимскиот период повеќе да се конзумира мед и пчелни производи, особено прополисот.